Од фабрики за полуспроводници во Аризона, Охајо, Њу Јорк, до производители на соларни панели во Џорџија, преку производство на ветерници во Колорадо. Производството се враќа на тлото на САД. Ние сме во она што го нарекуваме производствен суперциклус. Розмари Коутс е извршен директор на Институтот Решоринг, непрофитна организација која го поддржува производството во САД. Инвестициите во индустријски недвижности годинава се зголемени за 30%. Разговарав со неколку програмери и зборував на голема конференција минатата недела, каде заедницата за индустријски развој е охрабрена. Рецептот за овој суперциклус, велат економските трговски експерти, е комбинација од милиарди долари во стимулации под администрацијата на Бајден и царините и трговските ограничувања наметнати од администрацијата на Трамп. Джеймисон Грир беше шеф на кабинетот на американскиот трговски представник Роберт Лајтскајзер. Мораме да признаеме дека администрацијата на Трамп усвои нова нафта, која поттикна поголемо производство во САД и тие воведоа царини за Кина што го дестимулираат увозот на автоделови и автомобили од Кина. До сега председателот Бајден ги задржа тарифите од поранешниот председател Трамп за кинеските стоки и неговата забрана за извоз на американска технологија за кинески компании како Huawei. Двете администрации поддржаа комбинација на субвенции и трговски ограничувања дизајнирани да ги заштитат американските работници и иновации, како што објасни американската трговска представничка Кетрин Тај во Центарот за американски напредок. Без разлика дали тоа е преку синџирите на снабдување, преку координирање на политиката против невер политики, ние бараме подобри начини да одговориме на предизвиците со кои се соочивме. Грир вели дека ова нова американска трговска позиција е евидентна во Индопацифичката економска рамка или ИПЕФ, за која се преговара меѓу земјите на АПЕК. За разлика од сеопфатните трговски договори од минатото, ИПЕФ, вели тој, ја зголемува трговијата преку насочени и постепени мерки. Мислам дека сега имаме нов пристап и тоа не е антитрговски или протекционистички, туку е прагматичен пристап. Коутс вели дека тоа е исто така пристап кој одговара на стратешките приоритети на современите американски компании или да се произведуваат стоки поблиску до купувачот за да може да ги намалат емисиите на издувни гасови. Кога ги скратувате глобалните синџири на снабдување, го намалувате и загадувањето на животната средина. Ова, вели Коутс, е новото лице на произведено во Америка.